Рата ти кажеме, прво немало потрошувачка. Имало потрошувачка, ке беше прашање дали може да се пришати целото прего. Ово што го имаме моментално изградено во Македонија, уведен сум дека може да се пренесе до таа количината на произведена електрична енергија во даден момент кога не може да се прифати, тоа ќе влијае на фреквенцијата на електричната енергија и диспетчерот има единствена можност да исклучи некаде тие производните капацитети, за да остане стабилен систем, да не дојде до исклучување на поедините агрегати кои те држат стабилноста на мрежата, а тоа се оние ротационите машини, тоа се оние турбини и електрогенератори моментално во термоцентралите и хидроцентрали, кои имаат голема маса и инерција и одржуваат фреквенцијата во определен временски период дека може да реагира и впечава. Веројатно во Шпанија е дошло до некој нагло зголемување на прилив на енергија или трошење и тоа предизвикало сите така наречени вентили за брзо затварање на нивните постројки да реагира и после по еден систем домино, кога ќе излезат тие постројки што се база на системот околу нашите турбини, да повторно да влезат во погон, нити им треба определен временски период. Он ќе се исклучи за една минута или за неколку секунди од мрежа, но после да го вратат и имат протокол, кој што подразбира сите системи кои тоа се за регулација, контрола, заштита, еден по еден мора да ги провери дали ќе реагира. Тоа може да земе неколку часови, некојаш и повеќе. И затоа е лошо да се доведе системот во така наречено во ноќ, мрачна, блекаут, дене се исклучува и ретко се случи тоа, но тоа покажува и дека мора да се размислува однапред, да има урамнотеженост меѓу производството, потрошувачката и дека треба да има системи кои што таа вишок на енергија да ја пренасочат на некое друго место, некој друг потрошувач или некоја друга намена. И мислам дека со законот, со новиот закон, е обезбедена една правна рамка, тоа да се пристапи, но тоа понатаму треба да се доработи со подзаконската регулатива.